Така е, Ана, како што кажавме и во претходното информативно издание, владата вчера конечно пресече учебната година ќе стартува еден месец подоцна, наместо на 1 септември, на 1 октомври, а се со цел училиштата да имаат време да се подготват за настава, но и да се донесат оние законски промени кои што се неопходни за стартот на учебната година. Дали училиштата полека се подготвуваат за прием на учениците во услови на пандемија? Ке разговарам со денешната моја соговорничка, гостинка Анита Ангеловска, директор на Основното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Добар ден, директорке. Најпрво едно прашање. Значи, во услови на пандемија, владата вчера донесе голем број на протоколи кои што треба основните училишта да ги исполнат пред да ги отворат вратите за учениците. Тука зборувам за технички и за кадровски протоколи, да се обучат наставниците за онлайн настава, оние кои што ќе работат со поголемите оделенија, потоа да се обезбеди безбеден простор, средства за дезинфекција за сите ученици. Дали вашето училиште полека се подготвува, дали ќе има доволно време до 1 октомври за сите овие протоколи да се исполнат, да се испочитуваат за да почне учебната година? Добар ден. И од мене, ние се подготвуваме цело лето. Овие протоколи кои што вчера беа изгласани на владата, веќе ги имавме како информација. Јас бев дел од една работна група директори која што учествуваше во консултацијата за протоколите и дававме некои своји мислења и идеи. Ние бевме подготвени од 1 септември да стартуваме, затоа што нашата општина уште пред 2 недели направи еден координативен состанок со сите директори на основните училишта и на градинките и се договоривме, направивме работен тим кој што ќе изготви протокол на ниво на општина, кој што ќе ги засегне сите инволвирани во воспитно-образовниот процес. Значи, тука се и наставниците, и родителите, и учениците кои што ќе бидат некои со физичко присуство, некои со онлайн настава. За таа цел, значи, набавивме хигиенски средства, апарати за дезинфекција, имаме пунктови, направивме цел план и протокол како ќе се одвива наставата со физичко присуство, од каде ќе влегуваат учениците, од каде ќе излегуваат, како ќе траат часовите, кој ќе биде за време на одворите во холовите, кој ќе се грижи за хигиената и на каков начин ќе се одвива наставата во било која варијанта и со било кој модел. Дали ќе се одбере физичкото присуство, комбинираниот модел или онлайн наставата. Нашето училиште е целосно подготвено. Вие како што можевте да видите, ние сега во моментот чистиме и ги подготвуваме условите за да ги примиме учениците. Ова одложување на процесот на настава ќе ни даде повеќе време за да се искоординираме уште подобро, бидејќи од 17 од како завршија годишните одмори на наставниците, секојдневно имаме обуки кои што се еден вид хоризонтално учење, споделување искуства на нашите колеги за реализација на наставата на далечина од 11 март до крајот на претходната учебна година, така што сме спремни и кадровски и хигиенски со сите услови за да може да ги задоволиме потребите на нашите ученици. Така, ќе ми кажете, бидејќи покрај ова училиште тука во Стајковци имате уште едно подрачно, колку вкупно ученици има во двете училишта и дали ја направивте онаа потребна анкета помеѓу родителите, колку се за настава со физичко присуство, колку се за онлайн настава и дали може би има и од поголемите оделенија кои што ги исполнуваат условите да следат настава со физичко присуство? Така е, со оглед на тоа што протоколите и планот дозволува во училиштата со помал број ученици, сите ученици да можат да следат настава со физичко присуство, ние направивме едно сондирање на мислењето, ставовите на Советот на родители и на родителите по паралелки. Во Централното училиште имаме 400 ученици, а во подрачното 94 ова учебна година и таму, бидејќи е мал бројот на ученици, некаде имаме 7 по паралелка, некаде 12, а според протоколот до 20 ученици во стандардна училница може да се одвива наставата доколку е добро организирано. Ги прашавме родителите, значи се уште не направивме анкета затоа што владата рече дека ќе излезе со анкетен лист кој што ќе биде за сите училишта. Меѓутоа, според прашалникот
постапокот кој што го спроведовме интерно, сите родители во Срачинци, во подрачното училиште каде наставата се одвива на албански наставен јазик, се за физичко присуство во наставата. Така што се организираме во повеќе смени за да нема средба на повеќе ученици во исто време и се организираме со дежурства. Според препораките ние имавме подготовка и на онлайн платформа која што е двојазична и која што функционираше и во изминатиот период, значи кога се прекина наставниот процес на 11 март, кога учениците заминаа дома, ние не чекавме насоки конкретни од надлежните министерства, туку се организиравме сами и направивме двојазична платформа на нашата веб страница, која што е поделена по оделенија и по предмети и на која што се споделуваат работни листови материјали за учениците кои што требаше да ги користат за онлайн наставата. А сега сме подготвени целосно затоа што во првото полугодие веќе наставниците добија обврска, тоа го добивме на ниво на општина, првото полугодие да ни бидат потполнети целосно платформите за да бидеме подготвени за секој модел што го нуди оваа уредба која што беше донесена, затоа што не знаеме како ќе се одвива епидемиолошката состојба во државата, бидејќи според протоколите и планот има општини со висок, низок и среден ризик. Сега нашата општина спаѓа во некаков ризик во кој што ќе го определи министерството, но во село Срачинци постојат услови учениците да следат настава со физичко присуство заради малиот број на ученици во паралелките и заради согласноста од родителите. Тоа ќе го побараме до општината, а преку градоначалникот и до Министерството за образование и наука. Така и за крај едно прашање, корона пандемијата сите не затече неспремни, нас возрастните па дури и децата. Колку е важно квалитетно образование за здрава младина во иднина? Многу е важно, значи училиштето е тажно без деца, физичкото присуство на децата е незаменливо, меѓутоа нивното здравје е уште побитно. Ние даваме се од себе за да можеме на учениците да им обезбедиме квалитетна настава во било која варијанта. Важно е заради тоа што оваа година и минатата година тие не можат да ја прескокнат во животот, односно наставата мора да продолжи. Историјата памети многу тешки периоди, со пандемии, со војни и така натаму, па децата се образувале. Значи мораме да продолжиме да живееме и да научиме да живееме и на ваков начин. Подготвени сме и се надеваме дека секој биде во ред и дека сите ќе излеземе живи и здрави и дека наставата ќе ни се одвива онака како што сме испланирале. Така, ви благодарам што бевте гостинка во вестите на телевизија Алфа. Ана, тоа беше директорката на Основното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Слушнавме дека ова училиште веќе уште откако ги затвори портите во март месец организира онлайн настава за сите своји ученици, а веќе и се подготвуваат и за настава со физичко присуство и за онлайн настава за повисоките оделенија. Повели, ако имаш некое прашање дополнително? Да, доволно беа информациите и протоколите и начините на работа веќе од 1 октомври, кога е старт на новата училишна година. Благодарности за тебе, Билјана Божиновска, и за соговорничката, директорката на Основното училиште Кирил и Методи од Скопско Стајковци. Продолжуваме и со останатите информации.